Вести на Канал 5. Голема трагедија ја потреса Македонија. Во страотен пожар во дискотека во Кочани загина најмалку 50 лица, а има и многу повредени. Со мене во студиото е колегата Гоце Михајловски. Гоце, што знаеме досега за оваа трагедија? Сите сме се уште во шок. Македонија е навистина во шок. Она што го знаеме е дека несреќата се случила некаде околу 3 часот по полноќ во дискотеката Пулс. Тоа е некаде во предградие на Кочани. Нашите екипи се веќе таму. Според првичните информации, значи пожарот избувнал поради пиротехнички средства кои биле употребувани за време на концерт на групата ДНК. Според информациите има околу 1500 млади луѓе во дискотеката за време на избувнувањето на пожарот. Освен тоа што првично го знаеме е дека има најмалку 50 загинати. Ова за МИА, за Државната агенција, го потврдиле од МВР. Според последните неофицијални информации, бројот на загинати е 53 и има 100 повредени кои се во сите болници во близина на Кочани, во Кочани и во скопските клиники и во болницата 8 септември. Нашата екипа е веќе во Кочани, таму е Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, кажав јас она што првично го знаеме, ти си веќе на лице место, каква е состојбата таму? Гоце, овдека навистина е голема трагедија. Откако стигнавме во Кочани и бевме на местото на несреќата, се до овде, до општата болница на Кочани, само се слушаат лелеци, плачења и луѓе кои трчаат кон нас и не прашуваат дали некој не информирал во која болница е нивниот член од семејството. Многумина овдека не знаат дали нивниот член е загинат, дали е во Скопје или во болница. Во моментов како што кажавме, ние овдека сме пред болницата, навистина има многу роднини, доктори кои излегуваат надвор, им помагаат на роднините кои колабираат. За сега не се знае точно кој е овдека во болницата, некои излегуваат, им потврдуваат или сами виделе дека е жртва на страутната катастрофа што синоќ се случила во дискотеката овде во Кочани. Дел од роднините прашуваат дали треба да тргнат во Скопје, но она што е навистина страшно е како што кога дојдовме ни кажа и бевме во дискотеката, инаку дискотеката е една како куќа, да кажеме, голема фамилиарна куќа која што била дискотека и таму бил концертот. Кога стигнавме до куќата, човек кој стоеше таму, но не сакаше да зборува во камера, беше потресен, раскажа дека околу 3:15 му се јавиле да дојде и во дискотеката има голем пожар и го прашале дали е таму и неговата ќерка. Кога отишол таму, видел дека првично пожарот почнал од покривот на дискотеката и тој неколкумина почнале да ги кршат прозорите за да луѓето да не се угушат, а она што знаеме дека имало само еден влез и излез од дискотеката, каде што навистина имало голем број на загушени, веќе некои биле и починати на самото место, но имало и стампедо од луѓе кои трчале од самата врата на дискотеката. Навистина она што го кажуваше човекот била страшна слика. Рече дека во целата ситуација тој не ја пуштил неговата ќерка да оди во дискотеката и таа беше со него, но таа потврди дека нејзини многу врсници се уште не може да кажат каде се, а за други потврдиле дека се починати. Мими, имаше информации дека таму на лице место ноќеска уште стигнал министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, таму и премиерот Христијан Мицковски. Имаш ли информации каде се наоѓаат тие, дали се предвидени некакви изјави? Веќе од МВР соопштија дека се приведени сите кои на некаков начин биле вклучени во организацијата на настанот. Така е, Гоце, премиерот Мицковски и министерот за внатрешни Тошковски веќе се овдека во Кочани, ги посетиле и овдека во болницата, колку што дознаваме неофицијално, биле и на местото каде што е несреќата, инаку таму е стварно многу тежок пристап, станува збор за некоја нагорна улица каде што нема пристап било кој да замине и оттаму се заминати најверојатно дека во 9:30 ќе има и пресконференција, она што засега е најавено, а секако ние ќе бидеме на пресконференција и ќе известуваме за тоа. Гоце, друго нешто дали треба да кажеме? Мими, ти благодарам за сега. Се разбира дека остануваме
постојано вклучени во живо во Кочани. Те очекуваме уште еднаш во рамки на овие вонредни вести, а се разбира во живо ќе пренесуваме и пресконференцијата која што ја најави. Голем дел од повредените кажавме дека се пренесени во Штипската болница, но и во Скопје, во болницата во Скопје, па така сега од клиниката 8 септември ја вклучувам колешката Елизабета Дамјановска-Спасиновска да ни каже каква е ситуацијата, односно колку лица се однесени во оваа болница и каква е нивната состојба. Бети? Така е, Бубе, голем дел од повредените, односно според информациите со кои што располага Канал 5, 18 од нив се пренесени овде во градската општа болница 8 септември, а двајца од повредените, како што дознаваме, се во критична состојба. Инаку меѓу повредените има и малолетни лица, од она кое што можевме да го забележиме ние и нашата камера. Кога дојдовме овде имаше навистина голем број роднини и родители на повредените деца. Меѓутоа, непосредно пред да се вклучиме на овој линк, обезбедувањето на сите им наложи да ги ослободат, да го ослободат главниот влез, па така во моментов не се забележуваат тука, дури верувам дека и гледачите ќе забележат дека овде сега во моментов е речиси празно, инаку главниот влез мора да биде ослободен, како што информираат од обезбедувањето, затоа што постојано на секој неколку минути пристигнуваат возила од дитната медицинска помош од Кочани. Инаку, оние роднини и родители со кои што пред малку разговаравме, велат дека се уште избезумени затоа што не знаат каде се наоѓаат нивните деца, односно дали се наоѓаат можеби на клиничкиот центар или во клиничката болница во Штип, затоа што од тука буквално никој не им дава информација каде се наоѓаат нивните деца и во каква здравствена состојба се, односно дали се во критична состојба или пак не дај Боже не сакаат, како што велате самите, да помислат дека можеби се случило најлошото токму со нивните најблиски. Инаку најголем дел од повредените, како што дознавме, се наоѓаат во клиничката болница во Штип, меѓутоа исто така има и голем број повредени кои што се хоспитализирани на клиничкиот центар во Скопје. Инаку се обидувавме повеќе пати да стапиме во контакт со директорот на болницата 8 септември, кој што се уште не се произнесе, односно немаме првични официјални информации за тоа во каква состојба се повредените кои што се наоѓаат тука. Се надевам дека во текот на денот, односно до следното вклучување во вестите, веќе ќе имаме информација од прво лице, односно ќе се произнесе директорот на болницата за тоа што точно се случува внатре во хируршките сали. Тоа е тоа што сега за сега би мала да го кажам од тука. Битите очекуваме со нови детали за состојбата на оние лица кои што се наоѓаат во градската општа болница 8 септември. Гоце, ќе се вклучиме за кратко и на клиниката Мајка Тереза, каде што исто така има пациенти. Таму е 27 се хоспитализирани, тоа се последните информации. Во градската болница Свети Наум Охридски се хоспитализирани 27 лица со тешки изгореници, 24 се во клиничкиот центар, 18 се во 8 септември, од кои двајца се во критична состојба, тоа се последните информации. Меѓу повредените во градска имало и малолетници. Тоа се информациите кои пристигаат. Инаку да кажеме само уште дека јавното обвинителство издаде официјално соопштение дека сите надлежни служби, вклучително јавен обвинител од Кочани, но и обвинител од Скопје и од обвинителството за организиран криминал и корупција се веќе во Кочани. На Кочанското обвинителство му се ставени на располагање сите капацитети на обвинителствата за итно постапување, стои во соопштението. Инаку, веќе имаат гледачите можност да видат според снимките кои се појавија на социјалните мрежи, пожарот почнал во 3 часот по полноќ, кога биле употребувани некакви пиротехнички средства за време на концертот на ДНК во дискотеката Пулс. Кажавме веќе, МВР соопштија дека ги привеле сите кои на некаков начин биле вклучени во организацијата на овој настан. Да, Министерството за внатрешни работи ги приведува сите кои на каков било начин се поврзани со организацијата на трагичниот настан во приватната дискотека Пулс во Кочани, каде ноќеска
За жал загина најмалку 50 луѓе и според првичните податоци има повеќе од 50 повредени. Приведени се десетици лица кои биле поврзани со организирањето на концертот на ДНК во дискотеката. Како што каже и колешката Мими Мирчевска, и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски се во Окочани, а таму се и обвинители од Скопје кои ги ставија на располагање сите своји капацитети по оваа, за жал, масовна трагедија. Да подсетиме уште еднаш, колешката Мирјана Мирчевска Јовановиќ е во Окочани, најави пресконференција во 9:30, не знаеме кој се ќе се обрати, но подсетуваме, таму се и министерот за внатрешни работи Тошковски и директорот на Центарот за управување со кризи, како Стојан Чангелов, како и премиерот Христијан Мицкоски. Последните информации што ги имаме од владата се дека тој во меѓувреме ќе побара и одлагање на самитот на Западен Балкан кој требаше да се одржи во среда и во четврток во Скопје. Бубе, тоа би било за сега се во овие мондредни вести. Се разбира, почитувани, останете со програмите на Канал 5. Најавуваме ново вонредно издание на вестите во 9:30, за кога е најавена пресконференцијата во Окочани.